Вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во Вестите на Сител во 16 ќе гледате. Двајца поранешни директори на инспекторатот од куќен притвор добиваат мерки на предпазливост. Мерки и за синот на сопственикот на дискотеката кој досега беше во болница. Од денеска сите маркети и трговски субјекти со над 10 вработени мора да ги истакнат цените на веб страниците. Инженерите бараат да се отстранат одредбите од предлог законот за енергетика, со кој според нив се озаконува паушално фактурирање на потрошената струја. ВМРО ДПМН ја обвини СДСМ за лажните ветувања дека бугари во уставот ќе биде последно барање од Софија. За СДСМ обврските за Македонија се јасни, а бугарските барања може да бидат само во рамки на процесот од преговарачката рамка. Денеска е Велики петок, Охриди црковните храмови преполни за великденските празници. Ако во наредните неколку дена Русија и Украина не постигнат напредок во мировните преговори, САД ќе се повлече од посредник. Од сителовите репортери на теренот, Наташа Мерсовска за обврската задолжително објавување цени на производите на веб страници. На двајца поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат, куќниот притвор им се замени со мерки на предпазливост. Такви мерки за прв пат доби и еден од повредените, синот на собственикот на дискотеката, кој досега беше во болница. За трагедијата во Кочани досега се осомничени 59 лица. Ојо Кочани бара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката, кој досега беше на болничко лекување, а еден од осомничените во постапката. Од таму информираат и дека мерката куќен притвор е замената со мерки на предпазливост и за поранешните директори на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и Анета Сименска-Димовска. За екс-директорите замената на мерките е побарана врз основа на проценка на законските основи за обезбедување и фазата на проверки во однос на оваа институција. Освен ова, за прв пат по настанот побарани се мерки на предпазливост за уште едно лице од првата група осомничени, кој досега беше на лекување. Станува збор за лице од дискотеката, а мерките се предложени во согласност со неговата моментална здравствена состојба и потребата од натамошно лекување, информираат од Ојо Кочани. Во ефективен притвор останува екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Неговите претходници Вајон Сарачини и Беким Незири остануваат во домашен притвор. За амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ово министерство, изречени се мерки на предпазливост. Во куќен притвор се и поранешните градоначалници на Кочани Љупчо Папазов, Радко Димитриевски и Николчо Илиев. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Меѓу нив се и 14 полициски службеници кои се опфатени со посебна истражна постапка која ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Сите добија мерки на предпазливост. На протестен марш за доцната реакција, утре во Кочани по трет пат излегуваат семејствата на настраданите во пожарот, кои на ваков начин бараат правда за најголемата трагедија во поновата историја. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Каква е улогата на ЦУК во справувањето со Кочанската трагедија? Дали засилено контролира? Дали ќе се спојат Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи за поефикасно действување? Докаде е процесот? Каква е состојбата со каналите и речните корита, но и противпожарната заштита? Ќе има ли и противпожарни авиони и пилоти ова лето? Тема на денот со Стојан Чангелов, директор на Центарот за управување со кризи. Од денеска почна задолжителното објавување на цените на производите кај маркетите и другите трговски субјекти кои имаат повеќе од 10 вработени. Дали сите ги објавија цените и дали ќе бидат казнети тие кои не си ја завршиле законската обврска, во живо прашувам Наташа Мерсовска. Тино поголемиот дел од маркетите веќе ги објавија ценовниците на своите веб страници, меѓутоа има и такви маркети кои што се уште не го сториле тоа и бараат продолжување на рокот. Министерот за економија вели дека законот е јасен и пролонгирање на рокот нема да има. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат веќе се на терен. Сепак прво нема да казнуваат, туку ќе им врачуваат опомени. Доколку не се поправат грешката, односно не ги објават ценовниците, им се заканува парична казна до 10.000 евра,
но и клучна врата во рок од 15 работни дена. Граѓаните пак задоволни од мерката верат дека на овој начин ќе се споредуваат цените и ќе знаат од каде да пазарат наевтино. Деталите и реакциите околу новото законско решение ги гледаме од прилогот. Најголем дел од маркетите ги објавија ценовниците на своите производи. Граѓаните пред да пазарат ќе можат да ги споредат и да купат од каде што им е наевтино. Согласно правилникот, сите трговци со над 10 вработени и промет поголем од 50.000 евра годишно мора секојдневно да ги објавуваат цените на веб страниците. Ажурирањето ќе се врши секој ден до 10 часот. Граѓаните задоволни сметат дека со споредување ќе можат значително да се заштедат, но барат да се најде начин и за повозрасната популација која не користи интернет. Како млади луѓе кои што користат интернет на секојдневна основа, мислам дека ќе иде многу корисно, зашто може да направиме споредба на цените и би знаеле каде би можеле да ги имаме најдобрите цени за да можеме да уштедиме. Сега колку ќе биде корисно за постарата генерација на граѓани, не знам. Сам за помладите кои можат да отворат, да, сигурно, ама за постариве и луѓе во години, мислам дека малце тешко. Не би ги отворила. Зошто? Немам време. Треба да се објавуваат, меѓутоа треба и да се намалат, затоа што цените стварно не се високи. Би ги отвориле, би споредувале каде е наевтино? Па да, нормално, како и што правиме и до сега. Нормално, секој гледа поевтино да купи. Пошто цените се различни во различни маркети, мислам. Па нормално, да. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало побараа дополнителен рок за изработка на веб страниците. Министерот за економија вели дека имале доволно време да го сторат тоа. Наредната недела ќе ги повика на средба, но законот веќе е на сила. Јас стојам на тој став дека законот е донесен од страна на собрание за да биде потранспарентно од страна на маркетите, да има повеќе транспарентност и граѓаните да знаат каде ќе ги трошат своите пари. Ние ќе дадеме наше образложение. Законот не ги опфаќа трговците, малите трговци што имат до 10 вработени. Знаеме дека тие имат тешкоти за спроведување на овој закон или ова одлука, а поголемите имаме информации дека и имат веб страна, и имат капацитет и може да ја спроведат овој закон. Контролите дали се почитува законот ќе ги прави пазарниот инспекторат. Нивни дежурни екипи веќе се на терен и ги следат маркетите дали цената на веб страната е иста како онаа во самиот трговски објект. План за мониторинг на мерката веќе е направен, а детален извештај дали се почитува и колку ќе соопштат во вторник, велат од пазарна. Но поголем инспектор од граѓанинот нема. Значи, оние ќе ги гледат цените на веб страната и ќе излезат да купуваат. Ако не се исти цените, оние одма ќе го известат Државен пазарен инспекторијат и оние ќе излезат, ќе постапуваат според своите надлежности. Казните за прекршителите се движат до 10.000 евра, но и забрана за работа од 15 дена. Наташа, какви се очекувањата? Дали ќе има ефект оваа законска обврска? Тино времето ќе покаже, но за да се ги задржат купувачите, се очекува дел од маркетите да се откажат од високите маржи и да ги намалат цените на основните прехранбени производи. Инаку овој модел потекнува од Израел, каде што со години се применува, а го презедоа и Италија и Хрватска, каде што веднаш по објавување на ценовниците на веб страните следело поевтинување на производите. Наташа Мерцовска во живо за обврската задолжително објавување цени на производите на веб страниците. Сдруженијето на инженери бара да се отстранат некоректните одредби од предлог законот за енергетика со кои според нив се овозможува издавање на фактури за потрошена електрична енергија врз основа на претпоставена, а не реално измерена потрошувачка. Инженерите сметаат дека на тој начин се озаконува паушално фактурирање, кое стана особено проблематично по воведувањето на ценовните блокови за скапата струја. Озаконето фактурирање на сметките за струја без претходно читање на броилата. Владата предлага контроверзни одредби во предлог законот за енергетика, алармира Сдруженијето инженери на Република Македонија. Машинскиот инженер Денис Мустафа Оглу појаснува дека паушално наплаќање на сметките речиси секогаш е на штета на потрошувачите, особено откако беа воведени блоковите. До сега практиката на евна дистрибуција била да на некои места каде што не може да пристапи или не ги нашле членовите на домаќинството, тие предвидуваат потрошувачка на струјата и таква ја фактурираат. Меѓутоа, предвидувањето и потоа отчитувањето и нормализирањето
формирањето на состојбите најчесто неретко доведува во ситуација да се влегува во повисок пресметковен блок или да се биде во повисок пресметковен блок, а потоа со изравнувањето да се влезе во повисок пресметковен блок. Тие разлики фактички доведуваат граѓаните да плаќаат повисоки сметки, а да не ни знаат за тоа. Ова најчесто се случува во зимските месеци кога се воведува нова пресметка на цената на струјата како што беше на крајот на минатата и почетокот на оваа година, кога голем број на граѓани се жалеа дека добивале многу повисоки сметки од вообичаено. Тогаш околу 15.000 домакинства ги обжалија своите сметки, а Евана изврши корекција на фактурите на околу 15% од барањата. Инженерите направиле груба пресметка според која домакинствата кои се оштетени, а не поднесуваат жалба, годишно плаќаат околу 8.000 денари повеќе отколку што треба. Ние направивме некаква груба пресметка за тие 15% во случај кога се нарушува со таквото пресметување само во првите два блока, кога се влегува во првиот во вториот и вториот во третиот блок. И на 15% тие граѓани направивме статистичка грешка, например, некој 10%. И додевме на заклучок дека на годишно ниво таквите аномалии предвидуваат дополнителен приход од 2 милиони евра на ЕВН, приход кој што можеби регулаторна комисија го зема назад и го распределува на сите потрошувачи, меѓутоа поедини потрошувачи се оштетени со таквите пресметки. И мислиме дека тоа е нефер и не е дозволено со европските регулативи. Од Министерството за енергетика се запознаени со реакциите на инженерите, но велат дополнително ќе ги разгледаат. Министерството ги следи сите реакции поврзани со предлог законот за енергетика. Сите сугестии, вклучително и оние од стручната фела, ќе бидат разгледани во текот на законската процедура, велат од Министерството за енергетика. Се обидовме да добиеме став и од првиот човек на регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа, Марко Бислимовски ни кажа дека не би коментирал ништо во постапка на менување на правилата. Даниел Василев, Сител телевизија. ВМРО ДПМН ја обвини СДСМ за лажните ветувања дека бугари во уставот ќе биде последно барање од Софија. За СДСМ обврските за Македонија се јасни, а бугарските барања може да бидат само во рамки на процесот од преговарачката рамка. Денеска е Велики петок, Охридни црковните храмови преполни за великденските празници. ВМРО ДПМН и денеска обвини СДСМ за лажните ветувања дека вметнувањето на бугарите во уставот ќе биде последното барање од Софија. Од опозицијската партија обвинувањата за нив се неосновани. Обврските за Македонија биле јасни и дел од преговарачката рамка. Бугарските барања можеле само да бидат во рамките на процесот. Ветувањата на поранишните челници на СДСМ дека уставните измени се последно барање за интеграциите лично ги демантираше официјална Софија, тврди владеачката ВМРО ДПМН. Димитар Ковачевски, Бујан Маричик, Бујар Османи 2 години тврдеа дека уставните измени ќе бидат последното барање на Бугарија, иако ВМРО ДПМН предупредуваше дека тоа нема да е случај. СДС лажеше свесно, тоа што сите го знае, на кое предупредувавме, сега го кажа и од самата Бугарија. Министерот за надворешни работи на Бугарија јасно кажа дека уставните измени нема да бидат последното барање. Да не беше ВМРО ДПМН и промислената државничка политика, СДС ќе заглаваше државата, стои во партиското соопштение. За СДСМ ваквите обвинувања се неосновани. Велат обврските за Македонија биле јасни и дел од преговарачката рамка. Бугарските барања можеле само да бидат во рамки на процесот. Побараа власта да одговори зошто ништо не спровела од тоа што го ветуваше. Барањата на Бугарија може да бидат во рамки на европскиот процес и во рамки на точно утврдените кластери и барања кои секоја држава ги исполнува. Тие барања ќе бидат во интерес на реформскиот процес, како што сега, например, го прават во Албанија. Тоа што ДПМН и владата предводена од ДПМН и Мицкоски не прават ништо, тоа е нивен проблем и треба да бидат прашани за истото. Наместо да се оправдуваат, треба да кажат зошто ништо не прават. Гаранции нема, но Брисел знаел дека Скопје и Софија ќе имаат договор за бугарското малцинство, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос по посетата на Бугарија. Официјална Софија, иако најави подршка за интеграциите на Западниот Балкан, повтори дека бугарската позиција била јасна и непроменета. Обврските мора да се исполнат. И шефот на бугарската дипломатија потврди дека уставните измени се првото, но не и последно барање за Македонија на патот кон Европската унија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.
Дали повторно ќе проработи линијата Ало докторе? Пациенти секојдневно бараат активирање на линијата наместо да се јавуваат кај брзата помош со повици кои не се за таму и истата ја блокираат. За сега одговор од Министерството за здравство за евентуално повторно активирање на линијата нема. Дали повторно ќе проработи Ало докторе? Речиси секојдневно прашуваат граѓани. Бараат Министерството за здравство пак да ја стави во функција линијата на која искусни лекари ќе им даваат совети и препораки поврзани со нивната состојба поради која се јавиле за помош. Дали може на некој од пресконференцијите на Таравари да го прашате дали конечно ќе се отвори Ало доктор? Тоа многу ни помага на нас граѓаните, значи и да не досаѓаме, што се вели да не задржуваме линија на брза помош, ние не досаѓаме, имаме мака, треба совети, препораки, сепак еве вртиме во брза помош, што се вели, има може некои хитни, каде што не сакаме сега да се загрозува нели животот на некои хитни пациенти. За Ало докторе Сител постави прашање во Министерството за здравство, но не добивме официјален одговор. Според неофицијалните информации до овој момент нема иницијатива од здравствените власти за ново активирање на овој проект, а не се предвидени ниту средства во програмите. Линијата за медицинска консултација не работи повеќе од 2 години, па граѓаните се приморани за совет во празници или навечер да се јавуваат на брза помош, иако нивната состојба не е животозагрозувачка. Таа линија беше многу добра за тие граѓани и беше добра и за нас што нашите линии беа многу растеретени од таквите јавувања за некој кој што бара совет, за некој кој што сака нели да си каже што проблем има или значи на тој начин ги примавме само ургентните случаи ги обсервиравме, а додека други останатите си беа и за нив подобро беше кога се јавуваа на тие линии, можеа да си кажат кој проблем го има и така натаму. Меѓутоа сега затоа реков пошто ја нема во моментот таа линија, еве и ние сме достапни и за тие. Да им излезете во пресред со совети барем. Линијата Ало докторе беше отворена во септември 2014 година и функционираше до 2023. На проектот беа ангажирани 20 на пензионирани лекари од повеќе специјалности. Во овој период на 15123 регистрирани се 100.000 јавувања од цела Македонија. Повеќето барале совет во ноќните часови, најчесто поради кардиоваскуларни и респираторни симптоми, настинка, кашлица или покачена температура. Александар Динев, Сител телевизија. Денеска е Велики петок, ден на кој според преданието Исус Христос бил распнат на Голгота. Затоа Велики петок е обележан со пост кој е различен од сите други по својата тежина и по својата символика. На Велики петок според православното црковно правило е строг пост. Многу верници се воздржуваат од храна и пијалаци во знак на сочувство кон Христовите страдања. Велики петок не е само физички пост, туку и ден на духовна тишина. Во сите православни храмови низ земјава се вршат богослужби. Архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, на Велики петок утрината богослужеше во храмот Света Петка, а вечерот ќе богослужи во Архиепископскиот соборен храм Свети Климент Охридски Скопје. Направија совет против Исуса за да го убијат и откако го врзаа, го одведоа и предадоа на управникот Понти Пилат. Тогаш Јуда, кој што го предаде, кога виде дека он е осуден, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините велејќи. Сгрешив и предадов невина крв, а тие му рекоа, што ни е грижа нам, мислимо ти. И откако ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Првосвештениците ги прибраа сребрениците и рекоа, не чини да се ставаат во храмовата каса, бидејќи се цена за крв. И откако се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива, за да погребуваат на неа луѓе од други места. Затоа и до денес таа нива се вика крвна нива. Охрид по обичај исполнет за великденските празници. Црквите се преполни со верници, како домашни, така и странци. Голема посетеност во храмовите се очекува да има и во текот на утрешниот ден, кога на полноќ ќе биде објавена радосната вест за воскресението Христово.
Балканскиот Ерусалим во очекување на големиот верски празник Великден исполнет со гости. Црквите се преполни со верници како домашни, така и од странство, кои денеска на Велики петок, најтажниот ден во христијанството, се поклонуваат и поминуваат под плаштеницата која го символизира Христовиот гроб, поставаат црвени јајца, се молат и палат свеќи за здравје. За овие денови е преполно. Охрид е преполн, веруваме дека и секаде низ Македонија се честува. Богослужбите траат постојано утрени, вечерни, се според она што е пропишано од црквата. Секоја година имаме посетеност од странски туристи. Интересен е факт што луѓе од други вероисповести кои го посетуваат Охрид или знаете, актуелно за празниците да има и попусти, па наоѓаат. Дури е забележано големо присуство во црквите и посета, што од радозналост, меѓутоа што од да се види и да се почувствува тој празничен дух. Граѓаните ги посетуваат храмовите и се подготвуваат за свечената трпеза. Одруваме со пост и чекаме нормално причеста и да почнеме со кршење на јајца за многу години. Повезно овдека вечерта сум се до савањето. Секоја година со опцување јајца, со идење в црква. Погача, кифлички, месо јагнешко и друго месо. За Великден е јагнешко. Секој колку е во можностите ќе си купи, колку да касни јагнешко, месвиме козуњаци. За продолжениот празничен викенд најбројни се домашните и гостите од нашето соседство, но не изостануваат ни они од подалечните земји. Гости моментално се грци и евреи кои што се редовни наши гости со чартер летови кои што доаѓаат, значи не само за Великден, туку се тука во текот на целата 2025. Голема посетеност во храмовите се очекува да има и во текот на утрешниот ден, кога на полнок ќе биде објавена радосната вест за Христовото воскресение. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Нова шанса за подобар живот за прилепскиот уметник Златко Крстевски. Крстевски, кој живееше во мизерни услови по историјата на Сител, сега и вработен во јавна културна институција, а со помош на целото општество може да се врати на својата љубов и професија уметност. Сторија на Дарко Штарговски. Шанса за нов живот и нов почеток. Вака може да се опише случајот со уметникот Златко Крстевски од Прилеп, за кого во јануари годинава правевме сторија за тешките услови во кои што живееше без струја, бидејќи немаше пари да ги плати сметките. На минусни температури дома седеше облечен со капи и јакни, покриен со кебиња, со искршени прозорци и без храна. По сторијата за овој период, огромен број на граѓани, компании, јавни претпријатија, општини, МПЦ, Синдикатот за култура, донираа храна и пари, а општествено одговорни компании му наместија во целиот стан нови ПВЦ прозорци. Сметката за струја му ја платија хумани граѓани, а со дел од парите си купи и клима уред и нови платна. Дел од делата му беа откупени, а има и доста порачки за воиднина. После објавениот прилог се смени мислењето во јавноста дека има луѓе кои исклучиво живеат од уметност и за уметност и значи луѓе се заинтересира да откупа некои дела и да станат собственици на ова уметност што ја работам јас, пример, конкретно, значи слики мастено платно. Сега имам таа можност да се вратам на уметноста, бидејќи јас работам некомерцијална уметност и претежно ги правичав по меѓународни изложби, фестивали, значи башка моје учество на тие меѓународни изложби, фестивали, симпозиум, слично. Најголема промена по објавата на прилогот е тоа што Министерството за култура со договор на дело го ангажираше Крстевски во ликовната галерија во Центарот за култура Марко Цепенков. Најголема како придобивка се покажа вработување во културна институција, јавна културна институција во Домот на културата и посебна благодарност до Министерството за култура на Република Македонија. Крстевски искажува огромна благодарност за сите оние кои што му помогнаа да го промени својот живот и упати порака таа поддршка да продолжи за сите уметници. Мојот случај фактички кој беше снимен во медиумите поттегна многу прашања за уметниците кои се кандидуваат на дното и кои живеат и екзистираат исклучиво од уметноста, значи во овој случај на ликовна уметност, значи да се помогне уметноста, значи да им се помогне да се откупува фактички нивни дела или да бидат ангажирани во некои јавни фирми, општествени, одговорни.
Првиот прилог беше направен за денот кога е роден денот на уметноста, а денес околу 4 месеци подоцна за меѓународниот ден на уметноста. Нека овој случај биде пример како да се поддржуваат уметниците кај нас, кои што се наши големи амбасадори во светот. За Сител, Дарко Штарговски. 3 милиони евра изнесува долгот на јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани. Меѓу должниците се и државни институции. За состојбата да биде уште поалармантно, пред 2 недели предпријатието е без директор, зашто последниот, која извршуваше функцијата, си даде оставка. Јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани се дави во долгови. Вкупниот долг изнесува околу 3 милиони евра, а во главно е акумулиран од неплатена електрична енергија и загуби на вода. Но освен тоа, долгот е генериран и од фактурирани, а не наплатени сметки за комунални услуги, и тоа од државни институции. Имаме ние директори на училишта кои самите придонесуваат во катастрофалното работење на комуналното јавно предпријатие, што е за мене неприфатливо. Овде ги имам бројките. Значи, неприфатливо е посебно школите кои што добиваат блок дотации наменски пари, истите пари да ги трошат за други работи, а не наменски кои што сте били предвидени за плаќање на вода. Замислете, имаме школи кои што повеќе од 2 години, имаме школа која што дури има сметка и од 2022 година неплатена. За состојбата да биде уште поалармантна, од пред 2 недели предпријатието е без директор, зашто последниот кој ја извршуваше функцијата си даде оставка. Буквално дезертирал во овие тешки моменти. Јас со него се познавам лично, но ќе му порачам, срам да му е. И поради таа ситуација ние немаме простор и можност да распишеме јавен конкурс, бидејќи истата процедура трае повеќе од 30 дена, за да имаме транспарентен процес и да се јавуваат кандидати. Бидејќи е таква каква што е ситуацијата, ќе тражиме квалитетно и соодветно решение и за самото комунално јавно предпријатие во следните неколку денови. Најбрз и најефикасен начин за излез од актуелната мат позиција во која се најде предпријатието е да се бара човек одвнатре, кој најдобро ги познава проблемите и ќе може да работи на нивно решавање. За Сител, Трајан Ристовски. Ако во наредните неколку дена Русија и Украина не постигнат напредок во мировните преговори, САД ќе се повлече од посредник, предупредува државниот секретар Марко Рубио. Свето денес.